Знаете, уставните измени се процедура каде што може да се дадат голем број на предлози. Јас не сум ја видел пресконференцијата. Меѓутоа тоа беше кажано и претходно. И други политички партии за волја на вистина кажаа дополнителни работи кои што треба да бидат коригирани во уставот. Значи имаше и други. Меѓутоа на работната група за подготвување на уставните амандмани, која што беше направена во рамки на Министерството за правда, беше едногласно донесен предлогот до влада, кој што ги опфаќа обврските на Северна Македонија во однос на продолжување на европските интеграции и исполнување на обврските од преговарачката рамка. Значи, овие уставни амандмани и ова уставна процедура се однесува на исполнување на условот од преговарачката рамка, која што ни е дадена од 27-те земји членки на Европската унија. Тоа е она на што владата работеше и тоа е она што јас утре ќе го презентирам во парламентот. А секој пратеник нормално има право да предложи било што во рамки на собраниската процедура по отворање на уставот, кога ќе се оди на комисија, тогаш може секој да предлага, меѓутоа секогаш треба да се има на ум зошто стратешки одреден процес се прави. А овој процес стратешки се прави за да го продолжиме патот на интеграција во Европска унија и до 2030 година да станеме земја членка на Европската унија.